се заблагодарам на гостопримството тука во Прилеп. За кратко ќе започнеме со средба во најголемиот центар за производство на тутун во државата во Прилеп, каде што ќе имаме средба со тутунопроизводителите. Се разбира и со представници на надлежните институции, Министерството за земјоделство, Тутунскиот комбинат Прилеп, Инспекторатот за земјоделство, каде што ќе може да ги сумираме резултатите од годинешниот откуп на тутун. Да разговараме за она што го направивме досега, да разговараме за сегашните, меѓутоа и за идните мерки за развој на тутунопроизводството. Мене ме радува фактот што од 2017 година со доаѓањето на нашата влада досега секоја година имаме пораст на откупната цена на тутунот и тоа значи дека мерките кои што владата предводена од СДСМ ги прави даваат резултати. Дополнително за оваа реколта со одлука на влада се даде можност на управниот одбор на Тутунскиот комбинат Прилеп да ја зголеми почетната цена од 300 денари за килограм за дополнителни 10%. Од она што сум информиран пред самиот почеток на состанокот, а тоа ќе го каже и директорот, и веќе работат на операционализација на одлуката. Затоа бербата за 2023 година завршува со висока просечна цена од 365 денари за килограм. И ова е историски највисока откупна цена на тутунот. Со ова ќе потврдам еден друг факт, а тоа е дека во 2014 година просечната откупна цена беше 117 денари за килограм, а сега имаме за 212% повисока откупна цена. Зошто е тоа така? Затоа што кога нешто се сака и кога на нешто напорно се работи и системско се работи и кога се слушаат интересите, меѓутоа и мислењата на земјоделците, кога заедно со сите чинители се креираат мерките, тогаш се е остварливо и нема недостижна цел. Тоа го покажа владата предводена од СДСМ. Парите ги враќаме назад кај граѓаните и во овој случај назад кај земјоделците. Денес не се трошат буџетски средства за гипс, за бронза, за врбиво вардар, за стиропори, за секакви други измислени работи, туку напротив, се користат за поддршка на земјоделците и поддршка на сите други групи на граѓани. Денес нема партиски списоци за поделба на субвенциите. Денес не одат министри кои што врска немаат со земјоделие на откупните центри да кажуваат која класа е прва, која втора, која трета од тутунот. И секој што ги исполнил условите добива на својата сметка субвенции. До 2016 година имаше еден вид на субвенции за тутунот во износ од 60 денари по килограм и тоа беше за сите класи. Со СДСМ таа поддршка се зголеми. Воведовме нов модел за висината на субвенциите. За прва класа 80 денари, за втора класа 70 денари, а за трета класа 60 денари. И не застанавме тука. Оваа година субвенцијата за тутун ја зголемивме за 20 денари за сите класи. Тоа значи дека наместо 80 денари како досега, односно минатата година, секој тутунар што предал прва класа тутун ќе добие субвенција од 100 денари. Исплатата на субвенциите ќе биде согласно со предвидените рокови крајот на март или почетокот на април. Односно пресметано субвенцијата заедно со повисоката откупна цена од 365 денари, секој тутунопроизводител оваа година вкупно ќе добие 465 денари за прва класа предаден тутун. Да посочам дека годинава скоро целиот откупен тутун е прва класа. И од тука од Прилеп сакам да порачам дека грижата за извозно ориентираните гранки, како што е тутунопроизводството, ќе продолжиме и во вториот мандат на владата предводена од СДСМ да го унапредуваме. Само како податок, тутунот од својот извоз на Северна Македонија придонесува со 120 милиони евра годишен девизен прилив. Со новата програма на СДСМ за 2024 година тутунарите покрај субвенцијата за откупен тутун по килограм ќе добијат и 6000 денари по хектар обработена површина, а со тоа се стекнуваат со право од 2025 година да користат 100% од трошоците за нафта, каде по хектар ќе изнесува 12.000 денари за зелена нафта. Дополнително со новата програма на СДСМ е предвидено зголемување на сумата за субвенции во периодот од 2024 до 2028 година вкупно за земјоделството на 750 милиони евра, што е за 30% зголемување на субвенциите во однос на претходниот 4 годишен период, што крајно ќе придонеси за раст на извозот
до 1,2 милиарди евра. Владата предводена од СДСМ докажа дека е земјоделска влада која ги слуша земјоделците и заедно со нив ги креира сите мерки и подршки. И затоа има и резултати и затоа секоја поставена цел е остварена. Сакам уште еднаш да ви се заблагодарам на вашето присуство на медиумите. Сигурен сум дека ќе имаме успешен состанок со тутунопроизводителите, со кои што и минатата година имавме состанок. Тие се секогаш дел од подсекторските групи во Министерството за земјоделство во времето кога јас ја водев владата и ќе продолжат да бидат после 8 мај кога повторно ќе ја предводам новата проевропска влада на Северна Македонија. Ви благодарам.